Здраво на сите и добре дојавте во моето ново видео. Денеска имаме нешто интересно да го правиме, нешто што го правам јас прв пат во мојот живот. Од Јапонија, односно Tokyo Treat ми испратија еден цел пакет. Ми пратија еден пакет кој што содржи различни јапонски колачи и солени и свашта. Се нервирам што нашиве док стигне тука вака го упропастили и го извиткале, зашто јас сакам се да ми изгледа прегледно, а гледате дека малце уништен пакетов. Али како и да, едве чекам да го отворам и да видам што е внатре. И во ова видео заедно ќе ги пробуваме овие работи што стварно не знам ни ја што има внатре сега, затоа сакав не го отварам зашто ми стигна уште пред неколку дена. Чекав заедно да го отвараме на видео и да видиме што има внатре. Сега да пробам да не се исечам. 2000. Охо. И го отвараме пакетот. Ај на кај вас ќе го отварам. Што имам внатре? Сега вие знаете што имам внатре или не знаете, еве сега ќе знаете, а ја не знам. Oh my god. Treat yourself. Spread the love, post and tag Tokyo Treat. Oh my god, луѓе, ова е преполно. Ау. Прво ни стигна нешто Tokyo Treat. Тука сари пишува се што има внатре изгледа или што пишува тука? Битно, ние ќе пробуваме што има внатре. Леле луѓе, ама најтрагичното од се е што не можеш ни да прочиташ што е ова, например. Треба да погодуваш од изгледот, а не се ни гледа. Зашто се е на кинески букви и јапонски. О мај гад, луѓе, гледате што се има внатре. Чека малце. Шо се овие? Ме зафркаваш. Pepsi, Midnight, Japan Enjoy Cola. О мај гад. Ке пробаме јапонско Pepsi. Гледате како изгледа, луѓе. О мај гад. Шо се овие? Еве што ќе прочитаме, Kit Kat ќе прочитаме. Во едно видео сите ме прашувавте што сум кажал кога реков клавче. Очигледно не викаме сите клавче во Македонија, во секој град го викаме ова нешто различно, али еве сега ќе кажам пченка. Леле луѓе, ова ќе биде забавно. Сега од што да почнеме? Ајде ќе почнеме, знаете што највише ме заинтересира преска ова, што пишува Shaved Ice Flavored Candy. Мириса многу убаво. Леле луѓе, мирисат совршено. Јас се надам дека имаат рок сите овие чудења, дека ја нема да умрам. Да, пишува до 2019, добре. Онакви се бомбончиња. Леле! Вакви се бомбончиња. Многу ми е жал што не можам вака да ви доближам, зашто така нема биде фокус раката, зашто немам аутофокус на камерата, али битно е, мислам дека гледате какви се. Мали бомбончиња, нема да ги пробам сите, ќе пробам по некое, да видам што вкус имаат. Али многу мирисат. Не може да ги гриднеш, тврди се. Убави се. Не сум нешто фасциниран, али баш се убави, мислам дека нешто вако слично кај нас има. Оке, леле луѓе, ако се биде вака вкусно, ја баш ќе бидам задоволен од пакетот, стварно. Зашто јас, сега може би малце вака некултурно да јадам и да зборам со вас, али тоа е видеото ќе пробуваме работи. Така да, зашто никогаш не пробувам ништо јапонско, ако стварно бидат вкусни работи, ја баш ќе бидам среќен. Зашто не знам ништо да очекувам. Ајде ги пробаме овие што се вакви илјада. Што се вие компирчиња или се шо? Овие се ко нашиве чипси, знаете оние што се ко компирчиња малечки? Вакви. Не знам дали се гледа. Па тоа се вакви внатре. Да, буквално ко чипси се. Па вие можам сите да ги зедам. Најс! Cheese се вика ова. И на сликичката има сирење и некако ми изгледа згмечено од тоа што го допирам. Али сега ќе видим што се дешава внатре. Не знам дали треба да е вако згмечено. Не знам колку може да видите. Али ќе пробам што и да е. Има вкус на се. Да, дефинитивно има вкус на сирење, али некое благо сирење. Има вкус на некое благо сирење, не ми се свиѓа ич. Многу се свиѓа што вака кога да доаѓам до една скорос нова култура и да видам таму што јарат, зашто вие сигурно на сите во Јапонија им се познати и конзумираат на daily basis. Вика шуа! Ле, многу ми јако што ова е Јапонија, многу прават, имаат онакви некои се некои мачиња, се нешто cute, се нешто каваи. Ова со сегде светот, пола е празно, пола е воздух, ама до. Зачудувачки факт еднаш кажав дека тоа е намерно за да не се кршат внатре.
Гледате за чудовачки факти. Мене пишува cream soda flavor potato chips. Значи potato chips со cream soda. Cream soda не е нешто ко газиран сок да е. Леле да, нешто ко чипс од Sprite ова луѓе. Иначе изгледа вака како обичен чипс, ама мирисот не може да му го објаснам. О мај гад. Ми гори јазикот. Знаете ние што се најлепша желја што ви пукаат во уста и милки и секакви. Па ова ми пука уста. Не толку многу, али ми го пржи јазикот. Како може да го јадат ова? Овие киткетови сите се исти? Да. Кој знае што вкус е ова? Че има вакво розево. I still look for your face in the crowd. Ова е растопено. Иначе цело бело внатре? Вака. Цело е бело. Многу е чудно, луѓе, све е чудно. Не знам дали тука би можел да најдам нешто на англиски. Еве KitKat. People from Kumamoto often eat ikinari dango, which is a mochi bowl filled with sweet potato and tazuri red beans. Ме зафркаваш дека ова KitKatов е со патлиџан и со грашок. Сега да пченкава да пробаме. Ау, вкусна пченка. О, ко оние. Окей се, не знам дали јас би ги јадел вака да го изедам цело, али знам луѓе што би ги јаделе. Ова е исто кога јадете кромит, после ова ќе треба едно 5 мастики најмал за дезерта за да не ви смрзливат. Што е ова? Ми делува нешто ко сладолед има нацртано, ама не може да е сладолед. Не знам дали можете да видите што отворам. Има стапчиња миниатурни за сладолед. Не знам што се овие, стварно не знам што е. Има невакви што се меки ко карамела. Не знам дали се јадат. И има тука прашок. И освен прашок има уште нешто. О, некоја течност. Некоја течност е ко шампонче, ко нешто такво. Не знам дали можам да го пробам и не знам дали сакам да го пробам. Да има убаво упатство би го направил, ама најдов тука popsicle. Do it yourself. И ќе треба сами да си направиме на некој начин сладолед од ова. Решив да ризикувам и да пробам што е ова. Ова прашоков треба да се додаде. Прашокот треба да се додаде на едно од овие празниве тука. Да го исторам вака. И ова течноста што е? Што ја стварно не знам како ќе отворам. Ова се јаде бре луѓе, течноста толку не ми делува дека да е за јадење. Еве оваа течноста треба да ја сипеме во другиот предел. Не знам дали можете да ја видите. Вака треба да ја сипам тука. Вака. И сега тоа што јас треба да го направам е да си земам едно стапче сладолед, од овие, вакво стапче сладолед, да си боцнам едно вакво. Вака. Значи прво на ова ликвидов, на ова што е течноста ваква што е ова, течново, прво таму го ставам за да може да се залепи правот. И откако ќе го нанесам ова течново, идам на ова правот што е. И сега добив снек. И ова валја благо и ова треба да е убаво и ова треба да се јаде. Ај посакате ми среќа. Тоа изгледа вака. Ја го пробам цело. Убаво е. Овие секако обични карамели, ние знаете какви, што се меѓу ко мека бомбона, ко карамела баш. А ова што беше ко течноста, е она баш течноста што некаде ја става внатре во некој такви. И сега ова го добив, кога го направив, го добив тоа оствари. Но е вкусно. Тоа што се мислев највише дали да го правам, усари тоа испадна невкусно од се. Ајде да го пробаме сопчето. Пишува дека е Midnight кола, некоја пепси, некоја јапонско пепси и да видиме што вкуси, дали е исто ко нашето. Колку само не е исто луѓе. Нашето е поубаво. Нашето е дефинитивно поубаво, не дека ова нешто лошо. Али пак, знаете и дека колата се разликува, иако ја гледате истата во секоја земја скоро е различна, така и е најверојатно и пепсиво и не можам точно да објаснам зошто, али нашето е поубаво. Овако да нема шекер, а може и да нема шекер. Тука нешто има грозје стајано, али ја не осекам ништо такво, така да... Шо е ова малово? Нешто вака изгледа ко печено лепче. Ама благ вкус има. Нема никаков вкус. Има и вакви и кај нас. Ова валја лижавче, луѓе. Ова искочи од натре, 4 се. Луѓе, ова ич не мирисе убаво. Мирисе на вино.
Да не се одрумбе од нешто такво. Чекај тука да најдам дали пишува што се овие. Зашто малце сомнително ми мирисат. Gummies are delicious grape flavor. Аха, значи има вкус на грозје и вика дека е delicious. Само како да го извадам јас тоа. Сериозно вака се вади. Како е ова хигиенски, како ова е вака залепено. Па затоа мене ме мирисаше на вино бе. Па вино што се прави? Грозје се прави, има вкус на грозје. Има вкус на расипано вино. Не ми се свиѓа од мене. Да видиме што е ова. Не многу се мачам да ги отварам. Ова е нешто како смоки. Лути се бе. Можам да прочитам. Многу е луто бе, ама убаво луто. Луто што може да се поднесе. На некој токатсу сос е ова. Таму ностоп го користат во нивната кујна и најчесто го ставаат на работи, значи буквално сос. И ова е направено за демек луѓето да можат секаде, сигурно секоја продавница ова го имаш да си го купиш. И за да можат сосот да го живаат на секаде, зашто таму сите се големи фанови на овој соса, дефинитивно јас сум. Иако ова толку луто, не знам дали сека може да поднесе. Али убаво е. Се осеќам која лачки која викам вака И ја би сакал да го пробам и легит сосот. Ке уште две работи, ајде ова големо да видиме што е, што има тука торта некоја. What? Пуно е са вакви. Ај ова да го прочитам пред. Требаше да све вака да читам, ама касно сватив. Сериозно се со соја сос и со сирење. Ако го гледате пица челенџот, таму кажав највише дека мразам соја сос на светот и ако вие стварно имаат луѓе вкус на соја сос, јас ова нема шанси да го јадам. Леле, стварно мириса на соја сос, ова е стварно соја сос луѓе. И тоа е цело вакво, знаете ли колку има вакви внатре? Па јас ова никад нема да го изедам. Ќе ја пробам малце зашто стварно многу мразам соја сос. Нема шанси. Нема шанси. Јогурт flavored гинза руск. Значи има вкус на јогурт и на бела чоколада. Вакви се внатре топчиња, тоа е коцкички. Наполитанка е. Убава е бе. Да, преубава е бела чоколада, јогурт од него се искрено нигде, али бела чоколада е преубава. Океј луѓе, тоа беше Токио Трит и тоа бев јас како за прв пат во животот пробувам јапонски колачиња и сокчета пробав и солени и што све не. И ова стварно што го правев како сладолед, многу ми остави голем впечаток и стварно многу вкусно. Токио Трит е иначе компанија што праќа, што онлайн можете да нарачате, има ваква кутија на секој месец и секој месец има различни работи внатре што е многу кул. Така да доколку и вие сакате ваква да си нарачате од интернет, за да ви стигне и за да пробувате различни работи што можеби не ќе бидат исти, може нема бидат затоа што се менуваат секој месец. Сите линкови од Токио Трит ќе ги имате доле. Јас сум стварно задоволен и било ми е што го пробав. Тоа беше се, фала ви многу за целата подршка. Лајкнете го видео ако ви се допадне и коментирајте ми дали вие никогаш имате пробано било што од кујната на Јапонија. И ние се гледаме во следното видео за многу брзо. Чао!